Пуни стадиони обоени во боите на спортските тимови, заедничко пеење на навивачки песни, насмеани лица, бодрење, радост, тага. Така би требало да изгледаат спортските трибини на надпреварите од сите спортски дисциплини. Но таа позитивна атмосфера често е нарушена од моменти во кои се шири говор на омраза на спортските трибини. Дел од тие моменти ескалираат во инциденти со сериозни последици. Пцовки, навреди, понижувања, па дури и палење на знамиња на одредена држава или обележје на спортскиот клуб се дел од низата непосакувани однесувања на спортските трибини. Говорот на омраза од секогаш бил и честа појава во Македонија, особено во западниот дел на земјата, како што е Тетово и регионот. Особено во минатото, навивачките групи користеле различни гестови и постапки, кои по дефиниција припаѓаат на говорот на омраза. Не бил исклучок и по некој инцидент, кој подразбирал и физички пресметки меѓу навивачките групи. Најголем дел од случаите биле на национална основа. Представниците на навивачките групи од овој регион не сакаат да ги коментираат таквите појави на спортските трибини пред камера. Познавачите на тематиката пак, односно искусните спортисти и спортски новинари, кои долги години се дел од спортот во земјава, но и пошироко, говорат за нивните искуства и она што тие го забележале во изминатиот период на спортските надпревари. Ривалството и провокацијата се најчесто основа за ширење на говор на омраза во спортот, вели спортскиот новинар Павле Симовски. Забележително е говор на омраза на спортските терени. Пред се тука се работи за национална основа говор на омраза, меѓутоа има и на религијска, и на родова, и на сексуална. Можам да кажам дека од првиот ден кога прв пат стапнав на стадион, тоа е забележително. Не само на фудбалските надпревари, туку го има и на кошарка, и на ракомет, и на одбојка. Го има и каде што има потреба и каде што нема потреба, иако не може да кажуваме дека некаде има потреба за говор на омраза на спортските терени, меѓутоа во смисла на тоа дека каде што има провокации, па навивачките групи или публиката возваќа со некаков вид на говор на омраза, меѓутоа и каде што нема апсолутно никаква провокација или на трибините се присутни само гледачи од едната екипа. Има многу причини за појавата на говор на омраза. Значи може да биде големо ривалство помеѓу навивачките групи, помеѓу клубовите. Може да биде некоја провокација од некој од актерите на теренот. Може да биде и од дневно-политичките настани, некоја случка која што се случила во близок временски период пред одигрувањето на тој надпревар и како последица на тоа да се јави говор на омраза на спортските терени. Ништо ново не треба да измислиме, вели Симовски. Треба само да земеме пример од другите земји како Англија за минимизирање на говорот на омраза во спортот. Мислам дека мора да земеме, да копираме, односно не треба ништо да измислиме, само треба да копираме како тоа е регулирано во Европа, посебно во Англија, односно во Велика Британија, каде што знаеме дека со законот на Маргарет Тачер во 99,99% од случаите е искоренета хулиганизмот од спортските надпревари. Тоа е со високи казни, парични, затворски казни, дури и забрана доживотна за посета на спортски надпревари на одделни поединци кои што имаат направено инцидент или учествувале во некој инцидент. Мислам дека тука треба да копираме, треба да работиме на тоа, за да се намали. Значи, овој национализам, навредите на национална, на верска основа. Во последно време имаме многу помал број на вакви случаи. Во минатото, можам да кажам, пред 20 на години, тоа беше сцена на буквално секој надпревар. Поречи си 25 години искуство, спортскиот новинар Шабан Синани вели дека според негово видување намалена е појавата на ширење говор на омраза на спортските трибини во овој регион, во споредба со порано. Порано имаше повеќе говор на омраза. Ние знаеме по стадионите во Скопје, Тетово, Битола, Прилеп, овие се главните 4 градови што навистина имаше повеќе публика. Во последно време ја гледам овде во Тетово, нема такви нешто испади такви. Во говор на омраза. Нормално тие навивачите тоа им е работа да навиват за неговата екипа. Меѓутоа, некои се свесни дека со таквите испади, со навреди, со псовки, повеќе го наштетуваат клубот, него му помагат.
Синани додава дека најчесто говор на омраза шират младите луѓе кои се потикнати од трета страна за такво однесување. Смета дека решението е во едукација од рана возраст за спортско однесување. Јас мислам, моje мислење е тоа, дека тоа биле одредени луѓе кои имале некој позадина, кои им стоел некои центри што ги изучувал за таквите нешта. Бидејќи гледате и сами во овие групите навивачки, претежно се млади деца. Тие не знаат тоа да размислуваат на такви нешта. Значи тие се учени од некого, било во Тетово, било во Скопје, било во Прилеп, било во Битола. Истите проблеми. А кај нас тоа се рефлектира повеќе во национална база. А зошто тоа? Значи, навивачките групи претежно се другари. Главните, тие водителите. А тие што псујат, што вреѓат, што се, тие се млади деца. Значи, некој ги подучува. Треба едукација. Меѓутоа, кај нас такво нешто за сега нема. Јас сум имал прилика да бидем во некој голем стадион, како што е Олд Трафорд во Манчестер, па тамо се знае, публиката аплаудира или скандира нешто, меѓутоа не сме еден корак да иде од тоа место кај што не е дозволено. И тоа е тачка. Во Белгија ист случај. Во Украина сум бил пред неколку години, 6-7 години сум бил, ист случај е. Имам добри вести, што се вика, во Европското првенство што се одржи во Романија, имаше навивачи од Македонија на 6-7 илјади. Сум имал прилика со нив да бидам бар тие денови. Фала Богу што никакви навреди по национална база немаше. Поранешните спортисти потенцираат примери од други европски земји, каде што спортските надпревари се место за сплотување на луѓето и пред се за забава. Ивица Хаџиљовски Чајка, како поранешен одбојкар, вели дека поретка е појавата на говор на омраза на одбојкарските надпревари. Апелира до навивачите секогаш да го задржат спортскиот дух, со цел да се потенцира зближувањето, а не омразата. Порано додека јас бев активен учесник, додека бев играч, значи немаше таков говор на омраза, имаше навивање, се навиваше за својата екипа, не се омаловажуваше другата екипа, не се омаловажуваше другата публика. И искрено кажано, не знам навистина кому тоа годи да има таков говор на омраза. Навивањето е племенита вештина како и спортот, така да секој клуб сака да има навивачи и тие се навистина ветар во грбот. Не случајно рекле дека се тие 7 играч, 8 играч, зависи од спортот, 6 играч. Значи не случајно е тоа, меѓутоа далеко од тоа дека било кој клуб сака да има навивачи кои ќе користат говор на омраза. Тој говор на омраза навистина им штети и на самите играчи, бидејќи се ствара еден набој, една неубава атмосфера, со тој говор на омраза, значи дефинитивно играчите влагаат во некоја друга еуфорија. Место во спортска, во некоја друга еуфорија. Јас мислам дека тоа колку може максимално да се спречи, бидејќи по мене не е херојство да ти во група навијачи вреđаш некоја друга нација, друг тим или тоа воопшто не е прикладно. И не е ни спортски. Секогаш е добро да имаш добра навивачка група, меѓутоа таа да застане за тебе без навредување на другите екипи, навивачите, националност или било што. Јас сум се уште во спортот, подпредседател сум на Одбојкарската федерација. За наша среќа голема, во одбојката немаме такви навивачи. Значи, напротив, имаме навијачи што бодрат и, фала Богу, по светот сум видел многу позитивни примери во навивањето во одбојката. Например, за мене остава најголем печаток на финалниот турнир во Европската лига во Полска, па верувајте, таму сите се забавуваат со тоа навивање. Значи, целата публика, значи, деца од 5-6 години до 80 години луѓе возраст, сите навиваат и се забавуваат. Дори има и диџеи, се спреваат, и тоа е една прекрасна атмосфера. Меѓутоа, за жалова што гледаме на фудбалските надпревари, нарочито кај нас, бидејќи ние очигледно, признале тоа или не, каскаме за другите земји во Европа најмалце 20-30 години,
Тоа го имаше порано и по Европа. Не е дека ние сме го измислили тоа или дека случајно кај нас се десило. Имате примери како беше навивањето во Енглеска. Таму не можеше да ги спречи огради и по 3 метра, скокаја навивачи, вреѓаја, се псуја тепачки и се друго. Меѓутоа гледате сега како е таму. Сега воопшто нема ограда, до самата аут линија стојат навијачите и нема никаков проблем. Јас уште еднаш би апелирал до сите навивачи, ако искрено го сакаат својот клуб. Најголема поддршка ќе му биде само со позитивно навивање. Со негативно навивање ништо не се добива. И нивните играчи ги прават нервози и нивните играчи влагаат во некој друг елемент, не во спортски. Во земјава има голем број навивачки групи кои традиционално ги бодрат спортистите на надпреварите. Политичката континуирана нестабилност и криза во земјата во таа смисла за жал се дел од говорот на омраза застапен на спортските трибини. Заклучокот на соговорниците е дека спортот по дефиниција е дисциплина која ги потенцира вистинските вредности. Неговата цел е да се поттикне заштита на здравјето и одржувањето на надпреварувачкиот дух кај луѓето, па во таа насока треба да се действува и во пракса.